Со нов закон ќе се решаваат проблемите кои ја кочат изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Проблемите лоцирани на терен се бројни. Од незавршена експроприација, лошо проектирани косини, појава на свлечишта и проблеми со објектите кои се наоѓаат на трасата. Најголемиот проблем, како што посочи министерот Николовски, е тоа што веќе 1,5 година не се врши асфалтирање со финален слој поради несоодветниот состав на асфалтот за потребите на теренот. Очекувањата на Министерството за транспорт се дека законските измени кои ги донесе владата ќе влезат следната недела во собрание, со што ќе се решат најголемите проблеми. Николовски очекува дека следната пролет веќе ќе има функционални делови од автопатот кој во вкупна должина од 57 километри достигна фантастични 598 милиони евра. Законските измени се во делот на техничките карактеристики кои што треба да ги има асфалтот кој што треба да се користи. Правиме прилагодување на македонските услови, затоа што како и за многу други проекти, вие лесно е да пишувате проект на компјутери од дома или од канцеларија, а многу тешко е да го реализирате. Се прилагодуваме на македонското поднебје и македонската геологија, затоа што асфалт не може да се носи поеќе од 100 км од местото каде што е произведен, што значи дека мора да се користи локална, домашна оператива која што би го изработила и се прилагодуваме на геологијата во Македонија. Македонија со својата инфраструктура е слепо црево на Балканот и задачата на новото министерство е да ги реши наследените проблеми. А нив ги има и во изградбата на автопатот кој треба да води до граничниот премин Блаца. Првите 2 километри ќе бидат пуштени во употреба за околу 2 месеци, но проблемот е во останатите 12 километри. Николовски обелодени дека станува збор за лош проект направен по планинска траса наместо по постојната и дека автопатот ако така се гради би чинел дури 20 милиони евра по километар или вкупно 240 милиони. Покрај активностите на коридорот 8 и 10 кои се во главен фокус, Николовски најави и градежна офанзива на истокот. Одобривме 10 милиони денари кои што се веќе реализирани за селото Мрзенци, а само што ги одобрив пред неколку дена средствата од околу 30 милиони денари за изградба на булеварот Свети Климент Охридски или како што го нарекуваат Западен булевар во Гевгелија. Тука се секако и средствата кои што ги определи владата, а кои што оваа година се 100 милиони евра за општините, а следна година ќе се 250 милиони евра за општините. Најголем дел од тие средства ќе одат токму преку Министерството за транспорт. Министерот за транспорт најави дека во соработка со јавното претпријатие за државни патишта ќе се реконструира автопатската делница од Гевгелија до граничниот премин Богородица и од Гевгелија до Неготино, додека во делот на општина Богданци се работи на изградба на обиколница.